Визите нема да се вратат и точка. Граѓаните слободно да си ги планираат годишните одмори, порака од вице-премиерот Нумовски, македонците да си ги спремат само биометриските пасоши. Власта смета дека пораките од Брисел за падот на визниот режим се само дел од изборната кампања. Најмногу лажни азиланти имаш од Липковскиот регион, сепак Нумовски повикува на манифестот колку оваа влада вложила во оние делови каде што најмногу излезот го гледаат преку азил за европските земји. Да ги увериме оние кои што несовесно го користат овој безвизен режим, да не се надеваат на азил, не само што нема да добијат азил, туку и нема да поминат неказнети. Сакаме да ги успокоиме совесните граѓани и да ги онеспокоиме несовесните. Со сите мерки кои што ги преземаме и ќе продолжиме да ги преземаме во наредниот период, нема да дозволиме овој историски успех на никој начин да биде загрозен. 2 милиони граѓани нема да ја платат цената за неколку стотини кои што го кршат законот со превентивни и репресивни мерки. Министерката за внатрешни и владата ќе се борат да не се случи враќање на визите. Комесарот Малмстром вчера беше кристално јасна дека воопшто не станува збор за никакво враќање на визите и најверојатно на жалење на некои кои посакуваат таква одлука, таа одлука не се случи, што значи и денес, и утре, и задутре граѓаните на Република Македонија ќе може да патуваат само со својот биометриски пасош, без визи и без ограничувања. Вчера еврокомесарката за внатрешна политика Сесилија Малмстром изјави дека Унијата воведува заштитен механизам во услови кога бројот на азилантите енормно се зголемува, но доколку земјата од каде доаѓаат не презема никакви мерки за да ги спречи. Се очекува на 9 јуни, каде што на дневен ред на Советот на Европа се визите за Македонија и Србија, да падне конечната одлука.